Здраво на сите и добре дојавте во моето ново видео. Денес, како што гледате по насловот, ќе ги читам и ќе реагирам на вашите паранормални случки. Ова го правам трет пат, така да добре дојавте во паранормални случки парт 3. 6 месеци немам направено паранормални случки. Еве, после 6 месеци направив. Океј, многу зборувам, многу сум досаден, знам. Ајде, веќе да почнеме со видеото, ајде. Еднаш додека правевме со еден мој другар паркур, трчавме на еден висок ступ, оттаму си сврлив удулу. Океј, тоа не е толку страшно, тоа е страшно дека ќе паднеш удулу, ама јас викам паранормални случки, нешто например да ви се има десен, например, сама да ви се отвора вратата, некои страшни работи во хорор филмови што се дешава. Тоа е паранормална случка. Му бегав на полицијата со моторот, после ми дојдеа дома. Ова буквално ова не е паранормална случка, нема врска. А зошто му бегаше на полицијата со моторот? Лол. Океј, беше 3 сабајле и почна некој да звони на врата, ја отворив и никој немаше и светлото не беше уклучено. Вау, тоа сигурно било страшно. И мене тоа ми се има десене многу пати. Особено во некој хотел кога ќе пристојувам, многу такви работи нешто ми се има десене. Еднаш кога спиевме кај мене со двајца другари, паранормална случка ни беше дека некој тропаше на врата. Можда некој од твојата фамилија, например. Барем да кажеше што седе се отпосле од кога ви тропаше некој на врата. Ова не е паранормална, мислам, добро, можно е да беше, ама не ја објаснил го дека е паранормална случка, не ја објаснил. Беше 3 сат од сабајле, одев WC и ми влезе баба ми, дур се серев. Браво, брат. Легенда, ова најстрашно, леле, колку страшно жи ми се така да ти се деси, вау. До сега не сум имал и не ќам да имам. Позме и ти честитам за 1500 субскрајбери. Фала, брат, и поздрав до тебе. Ко бев мала, слушав стапалки низ соба пред да заспиам секоја вечер. Мислиш, чекори, стапалки, what the fuck. Ова е страшно, озбилно, ова е страшно. Замисли сега спиеш, таман ке легниш да спиеш и слушаш некој до тебе или пред тебе или надвор од твојата соба воопшто и слушаш јас би се најжил, би скокнал преку прозор јас. До толку сум скренат, јас будала сум. Ај ми крцна вратот, what the fuck. Го видов P. Diddy. Па добро, романтичен дечко е. Look at this dude. Еднаш, ојдов да спијам кај другарка ми и ко спијавме не слика сенка кај што спијаме. Како бе, what the fuck, брат? Како мислиш сенка те слика додека спијавте? Каква сенка, море, ба? Имаш нешто сонвено, бе, ти, чедо мило мое. Нешто имаш сонвано, сигурно. Дечки, извинете вака што не сум толку као енергетичен, не можам, носот ми е задна скроз. Немам енергија, ич буквално болен сум. Кога бев помала, седевме сите family members или цела фамилија во дневна, но после некое време јас заминав WC и се реков да правам Момо челендж. И викав Момо 3 пати во огледало и го палев и го гасев светлото, но ништо не се деси. Па после си заминавме мол, во некој мол се заминале. И кога се вративме, памтам шкафот соба ми беше превртен и креветот растурен ми беше. И му кажав на моите, ама тие не знаеле и до ден денес не знам што се деси. Океј, страшно. Така да го најдеш превртен шкафот, така шкафот беше, да. И креветот растурен, тоа е стварно страшно. Тварно. Толку се дечки, нема, еве, како што може да видите, нема навам, не се скрола наваму. Толку одлучивте да пишите, ај, ќе оскршив телефонот, пичко. Толку одлучивте да пишите. И дечки, ако ви се допадна ово видео, ставете лайк, ако не дислайк, субскрибнете се на мојот канал и се гледаме во наредно видео. А до тогаш, поздрав!